ГФК Осогово доживеа дебакл на баражнат преварот против далеку побогатиот и поискусен тим на Тетак со Тетово, откако во неделата загуби со високи 6:1. Второлигашот во последните кола го победи Вардар во Скопје, покажа колкава е разликата меѓу второто по квалитет фудбалско надпреварување во државата и регионалните трети лиги. Тетовчани во Сеги надиграа кочанските фудбалери и тоа ќе биде добра лекција за младите осоговци уште колку ќе треба да работат и учат за да израснат во квалитетни фудбалери. Последната шанса на Осогово да му се приклучи на второлигашкото друштво е жребката, односно среќата. Во конкуренција се 3 екипи, од кои 2 ќе се радуваат, а една ќе си остане во старото третолигашко друштво. Исходот ќе се знае во вторник по 17 часот. По баражот во Маџари стана јасно дека колку раководството и симпатизерите на Осогово да сакаат да играат во единствената втора лига на Македонија, факт е дека жолтоцините во моментот немаат екипа и квалитет за повисок ранг. На младите фудбалери ќе им треба уште време да се озреат за предизвиците на поквалитетната лига, а дотогаш ќе мора да се средат и повеќе сегменти од кадровски, организацијски и пред се финансиски аспект. Втората опција е ако се најдат средства да се среди примерот на другите екипи, а тоа значи да се донесат 5-6 заселувања. На тој начин кочанчани и не само тие ќе имаат можност да гледаат второлигашки фудбал.